Мислам дека вака е подобро од овој ако се снимам. И повеќе ќе се гледат и самите кутии кои ќе ги правам. Инаку ова се кутии за персонализирани чоколадца. 13 на 13 на 2. Така се прават. Првим ги цртам димензиите. И потоа со едно шило од озгора поминувам, за да може да се направат бразди, кои што биде полесно човек да ги свитка. Ова е шилото. Ова е таа шило. Обична шило. Мислам, не е обична шило, ствари, пардон. Ова шило го користел татко ми пред 30 години, ако не и повеќе. Татко ми е починат, инаку нели 30 години е починат и ова шило, бидејќи чуваме нормално негови делови, негови алати за нешто или било што негово, и ова шило се врткало низ нашиот дом и стигнало до тука, до моите раце сега, после 30 години. И јас работев претходно со една турпија за ногти. Ги правев тие свиоците. Буквално на некој потпуно чуден, мистериозен начин се најде на моето биро и продолжив да работам со ова шило. Викам, ова татко ме поддржува се уште во работата и од таму, од небесата. Затоа сум многу приврзана за ова парче, малечко. За мало алапче. Инаку, сите кутии што ги правам со хамер, картон, акроматски картон, фолија самолеплива хартијана или ПВЦ, силиконски лепак и селотейп, зависи кога што треба. А највише ми се употребувани е овие работи. Значи, ленир, молив, шило, ножички и скалпер. Во Скопје моментално нема добри рефили за скалперот. И многу често треба да го кршам овој довотек. И го нормално го кршам за да ми биде остар. Меѓутоа добри рефили за скалпер не сум нашла. Сега исто така ќе ми се затвара книжарницата кај што земав хамери во центар, имидж дизајн се викаше. Сега ќе се префрлуваат во Лепенец. Таму имале некој голем магазин. Ми падна многу жал кога слушнав. Ама од друга страна, ај што ќе се селат во Лепенец, значи нема да затвараат, тоа е добрата страна, ама ќе во меѓувреме, баш претходното видео кажував, нели, во меѓувреме најдов замена за книжарница. И сега нормално ќе земам хамери од неколку места низ градов, пошто нема на исто место сите бои, како што ги имаше например во имидж дизајн, ги земаше сите бои. Златна, жолта, сребрена, не знам, розева, сите нијанси. А низ книжарите ги нема. Што значи дека нешто има, нешто нема, нешто ќе се снајам и така натаму. Откако сум ги исцртала овие кутии и откако сум ги превиткала, тоа е многу важно исто, преоѓам нели на фаза лепење со силиконски пиштол. Видео ќе завршиш шокант. Инаку имам во наводници јака технологија за да го правам видео. Немам вакво, немам се уште држач. Ето се опип се знавам. Ама не е важно. Важно е видеото да биде јакичко и да грми. А дали е направено со селотейп или не, тоа воопшто не е важно. Она што исто така интересно е дека мојот пиштол веќе тука е подскинат, што значи ако умрам или загинам, немој да ме жалите. Напите се рујно вино, скршете ги чашите. Мајчице било. Да. Сега баш пред да почнам да го снимам видео, слушав едно видео за Горан Стефановски. Да е направено од општина Центар и неколку познати луѓе зборат во негова чест. Јас, например, мислам дека Горан Стефановски е гений.
исто како и Владко Стефановски. И јас стварно не знам како е можно да се раѓаат такви луѓе како нив двајца, како Горан и Владко. Мислам, добра е Горан, немам толку допирни точки, освен што стварно, например, тие неколку работи што сум ги прочитала од него навистина биле вау, а од Владко Стефановски, мислам, музиката е нешто неверојатно. И што е најинтересно, не знам ако сте го слушнали неговиот нов албум, Таталиџи Шафл, што е најинтересно, во време на корона, он го прави својот најдобар албум. Навистина, најдобар албум. Такво нешто немам слушнато. А сигурно сум дека и сите што го слушнале и што им се свиѓа, тоа го мислат истото, дека нема такво нешто како албумот на Владко Стефановски. Нешто толку одмерено, фантастично, модерно, компактно, енергично, позитивно, а сепак се гледа, например, дека многу проживеал, дека има многу што да каже. Значи, тој е човек што има многу што да каже. Кај му го собира тоа знаење, не ми јасно. Ама навистина многу интересно. Тоа, иначе исто така слушате едно многу интересно видео на Zoom. Збореа жените што имаат деца со аутистичен спектар. Затоа устари сакав првен да зборам по овие работи, мислам да врза, ми дојде спонтано. Со аутистичниот спектар зборува на Zoom, на средба. Како да си помогнат, што да направат, повеќе родители беа поврзани. И еден татко праша за нивното аутистично дете, што да очекувам, вика со сега кога ќе дојде времето на тинеџерските години. И една од мајките одговараше што и се случува, бидејќи никој не може да биде експерт во таа област, значи не постои така, нема такво нешто, значи немаме доволно искуство од прва рака, или од родители. И затоа се едноставно колку може да се добие толку во однос на информација. И една мајка кажа дека нивното дете, вика нашето дете, вика стана поарогантно, вика додека е вакво во пубертет, стана поарогантен. Почнал да се шета гол, нели? Почнал да се шета гол. Мајка морала поинаков третман кон него да има. Кажа дека нема правило. Важно е да не се дозволи деца, мислам, да имаме среќа, вика, ако деца не уназадуваат. Имало некој дете примерок што навистина кога дошло во пубертетски години со аутистичниот спектар на проблеми и почнал дури да не зборува. Замисли, се вратило детето на пелење, на стадиум на кога моча, без да може да моча само да врши биолошки функции. И така да кажа мајката, бидете среќни ако не одат наназад, века. Ама, она што го кажа за синот, нели, дека не сака веќе, не можам, вика, веќе толку лесно да маневрирам, вика, со него, нели, во смисла да му кажам што да прави, кај да оди лево, десно, не може, вика, сега ако мене ми се оди лево, па лево. Или сакам десно, вика, не е така едноставно и лесно. И мене ми дојде на мисла дека така, уствари, суштина така е и со децата кои што не спаѓаат во тој спектар на деца со аутистичен спектар. И ми дојде идејата за моето дете. Ели, дома маж ми нон-стоп крека како треба да бидеме кон него построги, како треба нон-стоп ние него да го држиме вака, така, не знам што, дека бил многу немирен и слично. И всушност си викам, значи ќе го притискаме од сега, така. И општо за сите деца вака, кога слушам, кога читам, например, колку се трудат родители да ги притискаат деца. Ке ги притискаш и мислиш дека си стигнал до степен кога си направил се онака, си ги дисциплинирал под контрола и кога ќе дојде пубертетот, кој ќе почне нивниот живот натрешен да се буди, ќе сватиш дека го губиш децата од контрола, не затоа што тогаш они стануваат несватливи, многу бесни, не знам, дрски, вакви, такви, не. Туку затоа што тогаш веќе веројатно им дојде преку глава нашиот притисок, едноставно сакаат нешто, сакаат вистината, сакаат нешто повеќе.
И затоа родител, значи како родител, ако не настапуваш со детето уште од мали нозе, најчесно и најискрено, баш како со човек возрасен, само знак на прашање е кога всушност тоа дете ќе го изгубиш по патот, нели? Мислам, не дека тоа за навечност ќе го изгубиш, али во тие моменти многу потрауматски, многу подраматично ќе ги разбереш и ќе ги доживееш ако си научен постојано да вршиш притисок на детето. Тоа е моје мислење. Значи, тоа е моје мислење кое што не можам, нели, да го пренесам на сопругот, зашто сопругот опонира и не се дава. Значи, него мајка му го учела да биде многу дисциплиниран лево десно и сега као ако нешто кажеш против тоа, знаеш, ти не си родител. Мислам, вака си седам, некад си размислам, викам докаде оди нашата слепост и неможност да сватиме дека грешка правиме за некои работи. И исто така, многу ми е чудно како некои луѓе онака може 100% сигурно да кажат за кога го воспитуваат детето, кога му сугерираат нешто. Како може да биде 100% сигурен во тоа што го кажува? Како човек, например, во животот не можеш за ништо да бидеш сигурен. За ништо не можеш да кажеш, мада ова се што го зборам малце премногу општо и немам толку време да се внесам во темава, да внесам детали, што точно мислам со ова. Веројатно тука и ќе престанам, затоа што како што зборам, така помалце работам, гледам дека. Ајде, нека биде само на овие теми. Не е лошо, јас овие видеа, меѓу другото, ги правам за да бидат интерактивни и да можете оние што ги слушаат, да може да споделат мислење, нели, да споделат коментар. И на тој начин би си правеле муабет. Оние видеа, односно оние коментари што нема да ми се допаѓаат, едноставно ќе ми служат да ми бидат бројка. А оние коментари што допаднат, ќе ги искоментирам и јас и ќе им дадам лайк. Затоа што искрено ми е пред глава од луѓе што не сваќаат што им збориш. Мислат дека се знаат. Никој не се роди се да знае во животот. Поздрав до сите. Убав ден утре, лека ноќ вечер. Чао, чао.